Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојдовте, уште едно издание, Јади Бурек и не знам, може би ми идеше малку да направам она дневно политички настани Македонија во светот и така натаму во Македонија премиерот стави камен темелник доле у Преспа во Долно Дупени, ќе се отвара граничен премин помеѓу Македонија и Грција, што е добра работа, нели? Колку повеќе гранични премини отворени, толку подобро за било која држава и за имиџот наш. Го разбирале вие тоа или не, а ја одамна викам, ние сме премногу изолиран народ и премногу малце патуваме. Ние премногу малце патуваме од еден во друг македонски град, а не па од една во друга земја, и затоа мислам дека нема нигде таква омраза како, не знам, Охриѓани, Скопјани, Охриѓани, не знам, Прилепчани, Битолчани или што ти ја знам, и така некои си локални јадачки, нонсенс. Дури можам и да ги разберам некако тој примитивизам помеѓу англичаните и шкотите, но за жал денеска ме натера да размислувам на една тема која нема многу врска со памет. Зошто нема врска во памет? Бидејќи темата е ирелевантна. Што значи ирелевантна? Ирелевантна е тоа значи дека она што ќе го изедам е обична лапрдија, лапрдање мое, јадење бурек, беззначајно кажување на нешто што нема врска, нити може да има било какво значење. Имено, Македонија, во Југославија имаше смртна казна, ама беше толку многу ретка, толку тешко доаѓаше до извршување такво нешто, бидејќи светот, современите земји, преку повелбите на Обединетите нации, и што ти ја знам, натаму, човекови права, ние можеме да му ги одземеме слободата, но не смееме да одзимаме човеков живот, без оглед на било кој какво злосторство ќе направи. Во моментот во Македонија има еден голем судски процес, тоа е за убиството на малата Вања, и новото апсење кај нашиот бивши другар Ратко, за жал, ете и он испаднал дека е длабоко зацапан во криминал, а како ми го фалеа човече, фраер, мангуп, женски, му иде ово, она, браво, викам, супер, појма нема со што се занимава, ама еве бев шокиран и изненаден, како и собственикот на Пуцко Петрол, афера Дизел и што ти ја знам. Но во целата таа афера, бидејќи ја не ги следам работите и ги следам површно, искрено да ви кажам, бидејќи сум расплинат на многу теми. Дали е тоа Старо Скопје, Ново Скопје, дали е тоа музика, дали е култура, политика и така, не можам се да следам. Немам ни редакција, јас сум сол. И да ви кажам, за разлика од моите колеги, кои имаат стварно добра логистика во медиумите, и ја просто им завидувам што тоа можат да си го дозволат, и секогаш можат на добар начин некој да им подпомогне во филтрирање на приоритетите. Ја по инстинкт идам како ќе ми дојде, они се обично еднаш неделно, еднаш у 2 недели на медиуми, иако абдал секој ден, но што немам попаметна работа, некој ќе помисли бегам од жена ми, ме тепа дома. Пус краја да е. Она што го дознав во аферата, дека покрај тој некој шверц, имало шверц на ѓубре, се увезувало од ѓубре, каде што, мислам дека го памтите, тоа беше една порака објавена јавно меѓу пар луѓе кои во Солун пијат кафе и овој му вика, што не дојдеш во Македонија, безбедно е за тебе, окей си сега. Вика, да знаеш, вика, што све имаме продадено и е изгорено во Македонија, куче не би ставил да живее таму, а не па дете. Факт е дека во Македонија бројот на канцерогени, белодробни канцерогени заболувања
е алармантен. Дека клиниката за белодробни заболувања за деца е преполна 24 часа, 12 месеци во годината. Смртноста кај бебињата, кај децата, скратениот животен век, неквалитетното здравје, мора од нешто да доаѓа. И тоа е еден факт. На страна што се преконцентриравме на едно место, на страна што ние како народ, луѓето кои оплячка фабрики, си ги приватизира, криминалци, ние ги обожаваме, ние им аплаудираме, они се 10 пати погледане од било кој нормален човек да се појави и да каже нешто, или не дај Боже свештеник, ние тоа, не, бегајме тоа попоите со джипоите. А овие со колјачиве се снашал. Падот на македонскиот народ, не на држава, на македонскиот народ, е од оној момент кога рече за криминалецот, за крадецот, се снашал. Во тоа се снашал, ние ги охрабривме нашите деца. Што у школо те удрил, врати му. Непојмливо е такво воспитување наназад 2000 години на нашите предци, свети предци, кои животот им бил во заедништво, во соборност, и семејно, и црковно, и духовно, на сите нивоа. Се случувале тепачки, и тоа како се решавало праведно, соломонски праведно, иако немало судови. Денеска ние гледаме случаи на бизарни убиства, на бескрупулозни грабежи. Ја не можам да ви опишам до падот на Дуи колку луѓе имав запознато кои соработувале на еден или на друг начин, со таков восхит збореа за организацијата, за братството меѓу нив. Ама чека, имало пукање, имало криминал. Да, ама они се сложни. Абе, криминал е, ама они се сложни. Абе, убива, ама они се сложни. Ама со мафија има трава, ама они се сложни. Ама оваа партијава, ама они се сложни. Ау, знаеш како плаќаат? Ја, брат, им носев кикирики, абе уште пред да ги донесам ми ги носеа парите. И ја вечно ќе работам за нив. Воси, не те интересира надвор од тоа што се случува. Крвави пари, крвави, ја не ги искрвави, они што ги крваре. И ние се восхитувавме со такви ликови, кои се занимаваат со криминал, не дека сите. Имало такви и во ВМРО, и во СДСМ, и во ДУИ, и во сите партии. И ке има. Не се сите партии. Јас зборам дека некогаш партиите стануваат заробени токму од нив. Она што денеска ми ја наметнува темата за смртна казна е сознанијата кои веќе ја ги имав, ја ги знаев, не можев да зборам да шпекулирам. Сум шпекулирал, нели, ама нели. А Јанко, како ми пишуваат обично кога ќе направам такво нешто, вика, леле, колку си мизерен. Океј, супер, ако за таков лик ко тебе сум мизерен, за мене е само комплимент. Се гледам у огледало, но ми иде да го бацувам, човече. Среќен што не сум како тебе. Она што денеска тригер ми направи е следново.
Оваа реченица правно говори многу работи, емотивно многу повеќе. Сум бил тешко повреден неколку пати во животот, скоро пред година дена, каде што имав тешка повреда, полуампутација на нога и така натаму со страшни болки. И тоа ми е било кога изгубив слезината, кога ја скршив раката, кога ми вадеа камен од бубрек без анестезија од уретер, од напред директно со разни игли и што ти ја знам. Сето тоа беше страшно болно, али се прежива. И искрено ќе ви кажам, јас сум емоционално незрела и нестабилна личност. Бидејќи емоционално стабилна личност, јас се восхитувам на свештениците кои исповедаат илјадници луѓе, монасите кои сведочат за такви зла на светот, за кои мене ми е проблем и да ги замислам. И покојни Тоше, 100 пати сум го кажал, најверојатно ќе се повторувам кој идиот, кога ми рече Јанко, иди кај деца напомогни им на онкологија, и ја будала. Отидов да им помогнам на децата на онкологија за Нова година, да им однесам телевизор на клиниката и да им подалам пакетчиња за да им ја разубавам. Го направиле многу селебритис. Ја има 20 години од тогаш. Уште не можам да се соземам. Овде ми стои, во грло ми стојат солзите. 3 реченици ми се потребни да се расолзам како идиот, емоционално, ментално нестабилен од она што го видов и доживев. Тоше, таквите со разни цевки у нив, низ носот, од уста, низ глава, во вени и така натаму, едва и стои клапнато, ги гушкаше, ги бацуваше. Ја не можам. Ја дете која ќе чујам дека мене, ако ме сретнете надвор, јас сум со слушалки во уши. Поготоа ако негде дете плаче, неподносливо ми е. Тој звук ми е болка. Ја имам некое пореметување, ментално најверојатно, имам некое емоционално, ментално пореметување, најверојатно сообраќајката, едва сум преживел, може сум требал да завршам, таму сум дошол, тука не завршено, ми истрескале. Појма немам, небитен сум. Ја го доживувам ова како агонијата на девојчето во последните незини мигови. Бидејќи, што е поентата? Абе, сурфајте малце, читајте, не треба ја да ви давам готовански, ама ќе си ги дадам моите готовански сознанија. А ако сте прочитали и знаете нешто, па вклучете се, коментирајте. Ке коментираме за смртна казна. Ама ќе си ги кажам претходно сите мои ставови и ќе ги повторувам, ќе ви идам контра и така натаму. Ова е агонијата на едно дете пред да биде убиено. Нормално, оние што го бранат убиецот, злосторникот и така натаму ќе речат дека е ова измислено, изнудено, полицијата те тепала и така натаму. Но имам доволно информации да знам дека ова навистина било така. Без оглед на вашите плитки, празноглави, партиски, идеолошко или лудачки за размислувања равноземјашки. У суштина, она што денеска од судењето за убиството на Вања, простете ми што не го проширувам со другиот убиен и не ги спомнувам обвинетите, дегутантно ми е. Ја ќе си зборам за моите емоции, не за факти. За факти си ги имате вашите посрани вести на кои им се клањате, кои ги слушате, ги имате вашите партиски лидери, на кои им го бацувате задникот, и слушајте ги нивните ботови, што ви жуват, ми се превртува желудникот зато. Ја ќе си зборам за моите емоции. И имам право да не сум во право и да зборам емотивно и непрофесионално, пошто за вас професионално, нели е професионално, не. Ова било така, ова било така, ова така. Има луѓе кои мораат да бидат такви. Адвокати, суди, правници, бранители, тужители и така натаму.
Бидејќи ако он ја тоа не можам да бидам. Ја не можам да бидам. Ја се уште се чудам како Соломон, со какво просветление, кога му дошле двете жени, вика ова е моје дете, не ова е моје дете. Чие е детето? Жената една вика моје детето. Другата вика не е точно бе, таа лаже, ова е моје дете. И он вика пресечи го детето на пола и дај една половина на едната, една од другата. Правата мајка паднала на колена и плачала и молела и рекла не е моје детето, дајте и го, само не го сечи. Соломон вика, ова е мајката, дајте и го детето. Ова се емоционални потреси кои треба да имаш таква благодет и немој да се вознесувате или да се правите многу бојажливи луѓе ако се расплакувате, ако се плачи пичкарите, ако се емотивно, ако солзиви течат. Не, ти си ненормален. Јас сум ненормален. Ја тврдам. Ја да знам дека постои лекар, неуропсихијатар, дека постојат игли кои можат ова лудило, овој диалог, овој идиотизам емотивен да го спржам и да станам зомбифициран, одма ќе го направам. Никому не му корисен. Ни на оној доле, ни на оној горе, а камоли на светот. Леле, Јанко, во право си. Вие што викате дека сум во право, да се джитнете низ прозор. Све треба, само ова не треба. Зошто? Да се согледа. Ја не можам да согледам. Оти треба да согледаш, за да донесеш правилна одлука, за да можеш на тој начин да влијаеш колку толку да превенираш. И што гледам сега јас? Ја викам, добро е, фала ти Господи, еден е будалата. Па уште емисија има, еј. Абе, цела опозиција што има јадено трици за мене, дека сум ретардиран, дека сум глуп, дека сум кумашинот мој ми вика, Јанко, ја порано те бранам, сега не те бранам. Фала Богу, памет ти дојде куме. Ама ти си добар човек. Јес, Жими Патлаков сум добар човек. Јас сум угобна до гуша и знам зошто сум угобна до гуша. Едино добро кај мене што знам за себе, што конечно ми се отворија очите. За се друго, све што ти кажале за мене, се во право. Луте, ненормален е, клептоман е, будала е, сексуален манијак, идиот, кретен. Све што ќе ви кажате во ред. За жал, испадна, ја имам следбеници, ја имам соборци. Народ полуде од ова. Ја разбирам, јас да полудам, оти сум ненормален. Народ полуде. Зошто? Го дрмна. А зошто ве дрмна? Затоа што ќутевте година и пол. Затоа што хистерични лудачи кои дома ми доаѓале ми викаат, што бе, ќе отвораш ти тема за ова? Што е ова фарма? Јас сум фарма. Јас сум фарма. Бич една, вреќо хормонска ти мене, јас сум фарма што отварам тема за милион луѓе кои имаат своји ќерки, кои се загрижени во едно општество кај што убиецот може да отиде. И уште една цела свита кој тоа е намештаljка, тоа е теорија на заговор, тоа се овие, тоа се оние, тоа е ова, тоа е она. И едните, и другите, и третите, и ја прв начело. Абе, треба, знаеш како, земја да се отвори, и вака да излезе магма, да гориме и у последниот миг на горење во агонијата на таа сеопшта болка ја и сите овдека кои сме кога ќе гориме, само да речам заслужено фала ти Господи. Бидејќи ја немам рационални одговори, немам. Најдете си ги кај оние на кои им се улизувате, на кои им се додворувате. Немам ја на кои им се улизувам, не се секире.
И знам зошто им се додворувам. Од каде произлезе сево ова? Еве го. Од тато не барај пари, тој не сака, мама душата ќе ја даде, му рекла Вања на Палчо. Обвинителката Жаклина Јосифовска на денешното рочиште за убиствата на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски го читаше исказот на обвинетиот Велибор Манев дадено по неговото апсење. Тој, како и денеска, така и во 23-та година, во исказот изјавил дека мислеле дека лицето кое што го киднапирале е возрастна жена, а не дете. Бевме убедени, еве го текстот од Република, бевме убедени дека грабнуваме жена, а не девојче. Ја видовме и на фотографија, рече еден од ти киднаперите. Обвинителката Жаклина Јосифовска за време на испитувањето на Велибор Манев, кој денеска во кривичниот суд сведочи за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, го праша обвинетиот дали претходно биле во зградата каде што било извршено грабнувањето на девојчето. Тој одговори потврдно и додаде оти прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо ги однел таму. Јосифовска го праша и дали додека ја врзувале Вања на влезот не наишла вистинската жена која требало да биде грабната. Никој не наиде, рече Манев. Тој повтори дека не знаеле дека ја грабнале Вања. Еве го и третиот текст. Вања била киднапирана по грешка. Требало да биде киднапирана ќерката на собственикот на веледрогерија, открива Манев. Обвинетиот Велибор Манев, кој денеска сведочи во кривичниот, фала на Република и колегите што барем го следат непристрасно, па барем човек, ако веќе се заинтересира да го следи. Бидејќи за вакви работи, било каде, у било која цивилизирана земја, 150 медиума известуваат со стотици аналитичари, правници, судии, политичари, социолози, психолози. Ние на јади бурек се сведохме. Фала Богу што Република барем нешто прави. Обвинетиот Велибор Манев, кој сведочи денеска во кривичниот суд за убиствата на Вања Ѓорчевска, Панче Жежовски, раскаже од како го убиле Велешанецот, го затрупале во Земуница. На истото место требало да биде засолнета и некоја 40 годишна земја. По убиството тргнале за Скопје, а Манев го возил Цитроенот на Панче. Се исклучиле кај Катланово и продолжиле по стариот пат. Не знам ни самиот каков возев и така натаму. Кај Хиподром сватив кај сум, на Моторола, Палчо ми кажа да запрам на квантачки кај пругата, да го ставиме Цитроенот, не товари во пикапот, не однесе во канцеларија, направи кафе. Зошто се во ова? Тој ми рече прекини, ништо не разбираш. Станавме со Борес и одиме за Велес, ни рече вечерта пак да се видиме, му реков немам ни пари, оти немам со што да дојдам повторно, ми го даде кангуто. Вечерта пак дојдовме од Скопје, но се во Руизови дупки, мислев тука ќе се чува грабнатата жена, следното утро четврток требнавме да грабнеме жената, но се вративме и Цитроенот го оставивме во Мачари. Со кангуто се вративме во Велес, во Скопје дојдовме четврток, пробаме да ја грабнеме жената, што ја лоцирал Палч. Дојдовме пред жената, планот бил жената да се турне во сутеренот и таму да ја врземе. Но сутеренот излезе некоја друга жена и планот пак пропадна. Страшок, директорот на Гранит бил во планот на Палчо, потоа се одлучи на жена, некоја од фармацевските куќи, така кажуваше, ја следел сликал, третиот обид беше на 27 септември, од Радишани тргнавме кон зградата за грабнувањето на 14 годишното девојче. Како што кажа Манев, Палевски им објаснил како се отвора од вратата од зградата и сега да не влегувам од луп во луп, значи последната вест денеска. За изјавата од тато не барај пари, тој не сака, душата ќе ја даде, му рекла Вања на Палчо. И сега, според негови зборови, кога застанале да здивнат, виделе дека е дете. Мада не знам што е тоа, застанале да здивнат. На Палчо не му се веруваше дека е дете, иако од неа разбра кои се родители. Му предложив да ја пуштиме, ми врати. Мораме да се ослободиме, така ќе бидеме посигурни. Со истиот пиштол што го уби девојчето, го уби и Панче, рекол Манев на 6.12.23. Манев рече дека тој ја избрал локацијата за Земуницата во која беше закопан Жежовски и дека ја ископал со помош на Владко Кешишев. Тоа било дури една година пред убиството на Жежовски.
Не предпоставував дека таа ќе биде искористена за убиство. Требаше да го спуштиме и да стои таму додека не завршиме со втората работа, кажал Манев во израз. Нека оди колатерала и така е преварант, рекол Палчо веднаш по убиството. Според исказот на Манев, даден во полиција, Палчо му покажал фотографија од женско лице кое требало да биде киднапирано и кое наликувало на Вања. Му реков само да биде полнолетна, нема и гајле, да знаев дека е дете, никогаш немаше да прифатам, рече во исказот Манев. Манев му предложил да ја земат колата на Панче, бидејќи е чиста. Палчо ги знаеше сите станари од зградата, оти се богати. Знаеше дека иако вратата од зградата има шифра, лесно се отвора со шрапцигер. Од Владко имам слушнато дека Палчо разговарал со таткото на особата, се вика Александар. Кога Палчо разговара со некој, не спомнува имиња, туку говори: "Кај си, друже?" Му верував на Љупчо, иако сите бевме заслепени од него, изјави Манев пред 2 години. Кога излезе девојчето, Боре и рече: "Немој да викаш, ќе пукаме." Ја сместивме и ја врзав устата со лента. Со селотейп ги врзавме нозете преку вреќата. И рековме: "Не викај, ќе те пуштиме по некое време." Таа само климна. Телефонот на девојчето Боре го скрши со чекан, ја извади и батеријата. Кога стигнавме, Љупчо рече: "Ќе оди и таа." Ја распраша и каде и работат родителите и за дедој. И ги побара броевите и таа му ги даде. Го праша и колку ја праша, значи предпоставам, колку станови имаат. Од тато не барај пари, тој не сака. Мама душата ќе ја даде. Му рече таа на Палчо, се вели во исказот на Манев. По неколку моменти Палчо ја убил. Решен е проблемот, нема што да се секираш, го тешел убиецот. По убиството сите ја затрупувале дупката со телото на Вања. Дали вие верувате во ова или не, е сосема приватна работа. Ова е во судница, ова е во процес. Ние немаме пората, имаме обвинители, имаме адвокати, имаме судија. Пресуда ќе се донесе. Дали ќе биде праведна? Не знам. Но ќе биде таа што е. Моите емоции не се врзани ни кон личност, ни кон омраза, него со сочувство за агонијата на едно дете. Вие, што имате омраза кон убиецот, и вие, што го браните, само ве молам подалеку од мене. Ни емотивно, ни пријателски, ни колегијално. Со никого не сакам да имам работа. Мој избор. На таа омраза и гнев кој денеска налетав, бидејќи како ретко кој сум активен и ги следам социјалните мрежи, може би пак не се, но ајде да речеме делумно. Пошто мојот живот у овие години е социјални мрежи. По сукњи не бркам, не ме бива. За пари сум дунстер, по кафани обично само со сопругата едно кафе, колку да се видиме. И другото во студиото мое да се снимаме или тука. Толку омраза имаше и толку гнев и толку поларизираност и го поставив следното прашање на Твитер. На Твитер затоа што или на X, затоа што е слободен медиум. Не можам, окей ми е Фейсбукот, ја не се откажувам, таму и стримам и така ната. Ама е место за кукавици и лажливци. Точно и X и Твитер е место каде што многу лажни ботови и така натаму, но е платформа со слобода каде што и една и друга страна може да се чуе. Зборам политички. Уште леп треба да јаде Фейсбук за да дојде на едно такво ниво. Македонецот, за жал, уште се надева дека или ќе му дојде некој Путин да му ја среди државата, или ќе му дојде некој Бајден, некоја Меркел, значи од една страна
комуњари, антикомуњари, прокомуњари и не знам таму више. Овде колку толку има слобода. И на крајот на краиштата има и простор за некакви си, ајде да речам, евеа мојата, за жал, анкета. Анкета не може да се направи на Facebook. Ке почекаме сега со надчовечки напори да сменат кадар од режија. Ја на анкета ти личам или на компјутер? Еве анкетата на компјутер. Океј. На X, бившиот Твитер. Дали сте за воведување смртна казна? Запнал Елон да ми земе пари, па тоа ти е don't promote. Абе, тргни се. Не можам да си го прочитам твитот. Дали сте за воведување смртна казна во Македонија? Одговорот е да или не. До сега имам 250 гласа, уште еден ден ќе се гласа. 65,5% гласале да. Не гласале 34,5%. Што значи ова? Прво да ви кажем, јас не сум за смртна казна. Тоа е мое убедување. Христијанско, човечко, емоционално и така ната. Но ме интересира што мисли. Еве едно размислување кое е еден од профилите, нормално, не знам кој е и што е, но рационално размислува, не дека се согласувам, туку како факт. Целава дебата околу смртна казна е целосно нерелевантна. Македонија е потписничка на Европска конвенција за човекови права, што доведе до наше членство во Советот на Европа и пристап до Европскиот суд за човекови права. ЕСЧП кај нас е на исто рамниште со устав и таму е забранета смртна казна. Кога би ја вовеле, би било прекинато нашето членство таму и со тоа пристапот до ЕСЧП. Затоа и никаде во Европа нема смртна казна, освен во Белорусија, која не е членка на Советот на Европа. Мојот одговор беше, ниту сум јас релевантен, ни на кентава на државна плата ја правам, ниту има било каква релевантност, но како размислува јавноста, и тоа е како релевантно и укажува многу. За жал пак не разбира што и кажувам и вика не укажува ништо. Укажува на гнев, укажува на емоции, укажува за страв, укажува за несигурност на граѓаните, укажува за менталната состојба и нивото во општеството. И тоа да го игнорираш не може да не укажува на ништо. Оти после која ќе горат автобуси и барикади, ќе викаш, ама ова не требаше да укажува на ништо. Бидејќи е мал процентот на луѓе кои воопшто ги знаат правните импликации дека Македонија не може да воведе смртна казна без да се повлече од Советот на Европа и Европската конвенција за човекови права. Заедно со сите поволности кои доаѓаат со тоа, како пристап до Европскиот суд за човекови права и други инструменти за заштита на човековите права. Повторно, има причина зошто 46 земји во Европа немаат смртна казна. Не е само желбата на страна на етичката и моралната страна на дискусијата. Правно гледано, едноставно, џабе се анкетите и дискусиите. Не велам дека ти си нерелевантен, бидејќи секој човек без оглед на јавна функција и јавна личност е релевантен и битен, туку дискусијата сама по себе, поради тоа што е хипотетичка дискусија, не може да стане реалност без сериозни импликации за државата. Не ми беше намерата да кажам дека било кој не ре. Дополнително, и самиот устав заповеда дека не може да се изрече по ниту еден основ. Ем сме врзани со ЕСЧП, ем со устав. Значи, основни слободи и права на човекот и граѓанинот. Граѓански и политички слободи и права. Член 9. Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата и кожата, национално и социјално потекло, политичко и верско убедување, имотна и општествена положба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви. Мижи, јас сам да ти бајам, ама барем формално е така, нели? Животот на човекот е неприкосновен.
Во Република Македонија не може да се изрече смртна казна по ниту еден основ. Океј? Тука имаме расчистено на страна што е по мене христијански прво, бидејќи ние можеме да му одземеме слобода на човек и да го ставиме во невозможни услови или па што подобро да го рехабилитираме. Но друго е работава. Каде има смртна казна? Белорусија спомна. Ја ќе ви кажам и други земји. Соединети Американски држави има смртна казна. Јужна Америка, машала. Да не зборам и други континенти. Кина има смртна казна. Многумина се восхитуваат, например, треба како у Кина за криминал, демек крадел, бил подкупен, корупција, мито, и за тоа го стрељали или го беселе на плоштад. Ај размислете малце. Значи имате убиец, имате криминалец, имате убиец, најсуров, криминалец, имате лудак, имате човек кој осиромашил земјата, упропастил животи. И се укажува дека општеството треба да се ослободи од неговото присуство, никогаш да не биде меѓу луѓето. Америка, Русија, Кина, значи Соединетите Американски држави. Да не се лажеме, најголемиот изум на Франција кој е? Гилјотината. Они демократијата и демократскиот успон го прават преку гилјотина. Но се откажуваат од тоа. Сега ве оставив малце да лутате со паметот. Ова ќе ве прашам. Дали криминалот во земјите каде има смртна казна е намален? Може да проверите сами. Ни промил. Кина убива, коле, тепа, криминалци, луѓе на страна оние што крадат од државата, тоа ги стреља одмаш, украле, корупција, мито и така натаму, е тоа голема брука за партијата. И натаму има. Значи, ни застрашување, ни смртна казна не помага во сузбивање на криминал. Од друга страна се прашуваш, ги норвежаните, Брейвик, кој масакрираше 70 деца, оти биле про-геј, про-демократи, идеологија која и мене ми е туѓа и против која се борам, ама не би дигнал прст на човек заради тоа. Ги масакрираше, живее во феноменални услови. Жив е и здрав. Родителите нивни, колку има родители што реално река, ми го зема детето, двете деца ми ги уби. Тој човек не заслужува да живее. Тоа се морални, етички, филозофски, религиозни, правни, секакви прашања, кои длабоко цивилизацијата ги размислува. Смртна казна до новото доба секогаш имало. Како не го истреби злото? Не може. Се работи за човекова природа. Какви да се ригорозни казните, криминал ќе има. Се на тој криминал треба ли и ние, како праведни и страдалници, да правиме плюс криминал што ќе одземеме туѓ живот? О, брате, ја, кога мене би ме прашал, еден криминалец не би смел, освен од 10 до 6 сабајле да биде во кревет, од 6 сабајле у фабрика, у комунално предпријатие, да собира ѓубре, да копа на ниви, да ора, да работи. Додека е криминалец. Ја
ако ми паметите што кажав за Велија Рамковски. Не го пикај у затвор, остај го да работи. Се што ќе биде е да спие во у своја соба и јадење. Другото, се што ќе заработи на оние што им земал, им украл и да врати на држава. Со сите така. Подобра е користа од такво нешто. Ниеден криминалец да не може да излезе. Оние доживотно. Ма каква самница? Има да музе крави. Сака да убива луѓе. Запосли го у месара. У месарница. Кај што се колат животни. И се што ќе заработи да иде за државата. Вечерта да се врати у затвор, да си отспие, да си го добие јадењето, што јас му го плаќам, али сам да си го заработува. Бидејќи, фул смена у кланица. И така и би ги ставал. И секој по некоја професија, нешто, ама еден да нема. Знаеш што? Најдоходовно ја Идризово би го направил. Оца бајле, 5 камиончиња по фабрики да ги носат, по јавни предпријатија, водовод, канализација, задруги и така натаму. Да ми шета у двор, да ми дреме. Тие убици, Смилковско езеро. Ма не ме интересира. Ланците со кугла улкава, нека туца камен, нека иде у Прилеп, мермер. Нека заработува Македонија, комбинатот, Прилеп, сите, општеството. Оваа крадало што беше на онкологија, албанката. Била казната материјална, што ти ја знам. И сега едни, треба у затвор. Каков затвор? Да работи и се што ќе заработи, освен за оброк кој ќе се прерачуна, дека не за прехрана да преживе и требаат 500 денари, 500 денари се за тебе, другите сите пари идат за држава и за оние оштетени и така натаму. И за сите, тоа е мојата визија на некаква минимална праведност. Тоа не може да врати животи, тоа не може да врати упропастени животи, упропастена економија, ама може да создаде една сатисфакција во општеството. Бидејќи у овој момент народот бара крв. Ако ги читате дебатите на темава, еве ќе отворам овдека, што пишува на Facebook на темава. 26 коментари. Вика, нерелевантни тику сите. Значи има и позитивни и не треба. Вика, и да се чека, да се докаже вина. Факт е, тимот кој екзекутирал. Следна логика, ако во ова време Македонија и НАТО и општеството се решиле на вакво извршување на убиство, што ли извршувале во време на транзиција и порано? Ете зошто постои ПЕКО. Потоа коментар, некој ќе ужива, некој ќе страда. 27.4.2017. Понекогаш си мислам како не бевме Северна Кореја. А што мислиш, Маријан, у Северна Кореја нема криминал? Исто колку и во Македонија и во било која држава. Зборам за процент. Тоа е проблемот. Да, таму строго казнуваат, бесат, стрелјаат, ама пак има криминал. Да не дадат пон с Кореја 2 месеца, таман ке станеме. Читам коментари, не ја у кадар. Режија. Океј, ајде ќе чекам, кажи ми кога ќе си спремен да продолжам. Може? Борис Ангеловски, време и шанса сега да се донесе измена во кривичниот закон. Борис,
можеме измена да донесеме за построга затворска казна. Една од најстрогите е според мене, не сакам да идам ја у кадар, фала режија, што ме љубиш, да се вратиме на компјутерот. Едина измена, ако веќе не се согласувате тие со алки и со кугли да шетаат и да работат, е да бидат во самница. Мислам дека една од најтешките е оние строги види, пак ја у кадар. Сега кога ти викам, дај ми го компјутерот, не го даваш. Кога го даваш, мене ме даваш. Сега, ја не можам се синхронизирам со тебе. Се осеќам ко брак да сме. Значи, ако се донесе измена во кривичен закон, не се согласувате, сепак да му биде најтешко, да биде казнет, е по мене самница. Значи, да нема комуникација со никого, да живее минимално и спартански и така натаму. Митко Донев вика, уште колку години ќе трае судскиот процес. Митко, ја те разбирам, но свати. Ќе трае колку што треба. Затоа што работат во наше име, не во свое. Додека се што може да се открие, не се открие. Горан Стојковски вика, лаже, не знам дека ќе киднапираат девојче. Не знам, Горан, може би лаже, може би не. Никој со сигурност не може да тврди. Но имаш право да веруваш или да не веруваш. Наум Наумовски вика, директно брсење на плоштад, бесење, предпоставам по брза постапка. И 13 души се согласуваат. Ова е говор на гнев, ова е емоција. За жал или за радост, ние сме многу христијанско цивилизирано општество и кај нас нема смртна казна, како и во многу. Не можам да сватам како може некој кој јавно настапуваше по разни медиуми, илјадници пати, и солеше памет, глумеше патриот, жртва на системот, некој кој го напаѓа физички, па се жалеше и го сожалуваше целата јавност. Рацете да им се позлатат на тие што го тепале, требало инвалид да го остават за да не убива недолжни. Ова, што да ти кажам? Кога беше претепан палчо, стварно може би требало некој рацете да му ги скрши, да му се тресат, за да не може пиштол да држи во рака. Што друго да ви кажам? А сега некој ќе ти каже, па духовник ќе ти рече, а па да не бил физички нападнат, може би немал да биде толку извитоперен, злобен ум, па да биде способен и да убива. Никогаш не можеме да знаеме лудилото на собствениот разум што го носиме. Некој чија уста беше полна со македонштина да убие ладнокрвно, без причина, едно недолжно младо македонско девојче. Да, и беше хост, беше редовен гостин скоро секоја вечер по разни подкасти и така натаму. Страшно нешто. Мислам дека е дојдено време да се врати смртната казна. Ваков гад не треба ни да се чува по затвори и да јаде леп, само бесилка. Ви прочитав за смртна казна. Подитно да се повлече барањето за влез од ЕУ. Сега на Димо му е јасно и му е јасно што треба се направи. Значи, да се повлече барањето за влез во ЕУ, да се воведе смртна казна за убици и криминалци, да се исчисти општеството од отпадот и џганот и после барање за влез во ЕУ, ако ЕУ е воопшто праведна и човеколюбива заедница. Праведност и човеколюбивост не се мери со смртна казна. Не ми менјај кадар. Димо Пазаров, сета оваа мода е баш од ЕУ дојдено. Мислиш во ЕУ е со рај со нула криминал? Пишував, ако веу што ЕУ е хуманоидна. Леле, хуманоидна. Андроидна му вика овој. Добри се муабети. Цел ден ми е лошо, ми се крева храната нагоре, не ми влегува во умот, Господе. Монструми. Што е детето криво Џукелана Палчо на времето десна рука на Црвенко? Што е со судовите треба да се лаже кој пукал? Подхитно да се убие Кобајна? Што е пало бара некој друг да скапува за... Не можам да го разберам, скроз неписмено, па уште и латиница. Колку има неписмени македонци, не знаат.
ни кирилица да користат, ама добро, тоа ги разбирам, во емоции пишуваат. Доста е веќе сорочисте, извадете ги на плоштата, обесете ги за на крај да бидат пример за други. Што е ова срамота? Само се растревожува народот, тоа не се монструми, немаат назив, кој знае кој може, други ќе убијат во затвор, само смртна казна и тоа јавно пред сите да се воведе смртна казна во законот. Дејан вика нормално. Ова Снежана Коруновска, она веќе го елаборира со години тезата за она што го збори, не би го повторувал веќе по 30 пат. Сега да идам на стримот и да видам што кажуваат гледачите, ако има воопшто некакви коментари. Рефреширам, па ќе може конечно копчето во студио да се вклучи. Океј, да го видиме. Јанко, се додека не се поништи унидроид. Што е тоа унидроид? Договорот ништо не можеме да направиме. Со подпишување на унидроид договорот се откажавме од суверенитетот на државата, сега сме фирма, корпорација, а ние во договорот фигурираме како робови. Што е тоа, Љубе Мешковски? Бог да чува. Корпорацијата се наоѓа во седиште во Рим, поточно Ватикан, договорот е јажа околу врат на секој македонец. Овој одговор за јавноста е забранет, а за инсталираната власт обврска да го почитуваат. Кој се подпишал овој договор? Македонска страна допрва треба да знаеме. За Србија во 2001 ја подпишал Свијалац. Порталите во Србија постојано го објавуваат овој договор. За жал, ништо не се подпишува на Балканот. Иначе вкупно 65 договори. Добро, Унидрот. International, што е Унидрот? Ај да видам Википедија. Еве. Википедија само ќе преведам на македонски. Да е. Google има вештачка интелигенција за превод на цели страници директно на вашиот јазик и тоа многу. Значи, Унидроид е меѓувладина организација формирана во 26-та година во Рим, Италија, 65 држави, англиски, француски, шпански, италијански, германски, генерален секретар Игнасио Тирадо, професорка Марија Кјара, така натаму. Седиште на Италија помеѓу Вија Национале и Вија Пансперма, окупите ке Вила Амбродини, кнежевската вила од 17. што се граничи со Папскиот универзитет Свети Тома Аквински. Прелиминарна фама. Откако предметот ќе биде вклучен во работна програма на Унидроид, секретаријатот е одговорен за подготовка на физибилити студија и прелиминарна анализа за споредбено право да оцени релевантноста и изводливоста на предложената реформа. Оваа студија ќе биде представена на Уставниот суд. Уставниот совет за преглед, доколку се смета соодветно, ќе формира комисија за изготвување прелиминарен проект за конвенција или други правни инструменти. Фаза меѓувладини проект, соработка со меѓународни организации, мрежа на дописници, со цел да ги исполни законските цели, ја препознава критичката важност за пристап до тековни сеопфатни правни информации од разни јурисдикции. За добивање такви информации може да биде предизвик, затоа Унидроид се претпоставува дека одржува мрежа на кореспонденти кои се состои од академски и практични адвокати од земите членки на земите кои не се членки. Овие дописници се назначени од управниот совет, служат како вредни извори на правно знаење, оможувајќи му на Унидроид да стане информиран за состојбата на законот во различни земји. Значи, со што се занимава? Конвенција која се однесува единствен закон за меѓународна продажба на стоки, Конвенција за врска со единствен закон за формирање на договори меѓународна продажба на стоки, Меѓународна конвенција за договори за патување, Конвенција за обезбедување единствен закон за формирање меѓународен тестамент, Конвенција за агенција на меѓународна продажба на стоки, така натаму, кои земји се тука.
Уругвај, Венецуела, Монголија, Соединените Американски држави, Турција, Тунис, Швајцарија, Шпанија, Словенија, Словачка, Сингапур, Сан Марино, Русија, значи Русија е дел од ова, Јапонија, Израел, Ирска, Ирак, Индонезија и така натаму, и така натаму. Добро. И Кина е, и Бугарија, и Бразил, и Боливија, и Австрија. Да видиме дали и Македонија. Македонија не е. Значи, тезата на гледачот е дрн-дрн јариња, да му се насмеам. Ха-ха. Добро е бе Рейнмен бебето и мавај се по глава, Јован Ѓоргиевски. Дали ми збори мене или... Еве се мавам по глава, фала ти Јован, дели памети тука и мене. Збор 2 за домашниот притвор за Пуцко Петрол, криминалецот ако може. Панче, изволте. Што јас да кажам? Поздрав до емисијата. И емисијата те поздраво. За Пуцко Петрол, што сега да коментирам, ја нит сум судија, знам дека е, еве, Спорт Република, ќе отвориме, што вика. Кој ги менаџира судството и обвинителството? Дали Абази го спаси од притвор Јаховски, синот на пратеникот од Дуи? Уставен суд поведе постапка за методологија за пописот 21. Мицкоски, шокиран сум од однесувањето на првиот човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата на МВР и БЈБ. Еве што е втората. Радко Капушевски, Асмир Јаковски, Ерџан Сулакен, Измаил Јаовски. Ги труеле граѓаните со канцероген мазут за да се стекнат со богатство од над стотици милиони евра. Секој кој се огрешил пред законот ќе одговара. Председателот на владата Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање во однос на акцијата на МВР за случајот со канцероген мазут и мерките издадени од судот изјави. Па видете, јас не би ги коментирал одлуките на судот, ама затоа и јас. Тоа сум го кажал многу пати порано. Не да кажам дека овие луѓе кои што правеле стотици милиони евра бизнис на грбот на граѓаните практично се богателе на грбот на македонските граѓани. Со тоа што користеле такви недозволиви, би рекол, средства и согорувале таков тип на недозволиви материи што го загрозувале животот и уништувале единственото право на живот кое што е уставно гарантирано на сите граѓани. Што ви кажува премиер? Не труеле бе, гасна комора, им се можело. Кој им дозволувал? Довербата во судството е таква каква што е. Јас тука немам намера, немам што да додадам. Секој оној кој што се огрешил пред законот ќе одговара. И јас тоа сум го кажал многу пати во минатото, без разлика за кого станува збор. Но исто така, дозволете ми да се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност и останатите припадници на МВР кои што беа вклучени во акциите, затоа што мора една за секој да владае правото, правната држава и таа да биде подеднаква за сите граѓани, а не само за едни да биде мајка, за други маќа. Така што еве ги охрабрувам овие акции кои што се во насока на борба против организираниот криминал, како што е овој случај за кој што зборувате. Во однос на тоа дека станува збор за набавка на сомнителен мазут со сомнително потекло и квалитет, Мицкоски додаде да почекаме истрагата да заврши, дури откако ќе заврши истрагата да коментираме кои се сите основани сопненија овие што ќе бидат обвинети. Дотогаш да се држиме до она што Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност го соопштија. Знаеш што? Ја, кога би правил ваква истрага, да сум Елиот Нес, паметните знаат кој бил Елиот Нес, нели? Ке им текне. Јас би им рекол, истражете зошто и од кого и зошто таков мазут купувале и како се богателе, што нормално ќе биде истражено.
Истражете дали има врска со веледрогери кои набавувале хемотерапија, бидејќи не треба многу памет да знаеш какви заболувања ќе донесе во одредени региони каде што овој мазут се користел. Некој добил притвор, некој добил домашен притвор. Судот како ќе си одговори? Дали ќе побегне? Тоа е многу битно. Дали у багажник ќе пребега негде? Тоа ќе видиме. Не дај Боже. Ако се случи, нема да бидат поразлични од претходната власт. Ако не се случи, има надеж за нас. Има надеж што продолжуваат овие процеси, што е ова направено и што конечно, бидејќи, знаеш кој ќе рече в канцеров, знаеш што ми вика, колку е сад? 9:20. Ај бе, Јанко, не јади го. Свињо една девала, ај не треси. Мизерио една. Добро. Те молам сега, влези у судница, ова да му го кажеш на обвинителот и на судијата и на оние кои ја воделе истрагата. Што ми го кажа мене? Бидејќи легитимно е мене да ми го кажеш, бидејќи сум го кажал врз основа на сомнение. Сега, брат, пошто си толку јак фраер, пепер спреј анално треба да ти го збрцам, ако не отидеш да го кажеш ова, тоа што ми го кажуваше мене, да го кажеш на овие. Поштено? Многу поштено. Знаеш што? Не ми е битно ничие мислење. На крај ми излезе фрустрацијава. Ми излезе затоа што мајка ми умре од рак на бели дробови. Како умре? Колку време умираше? Како умираше? Јас знам. Жена ми секој сабајле ко Леонард Коен се буди. А таква е. Плава, помала, ситна, понежна. У години диабетичар. И што ќе речам? Од зрачињата е. Од ова е, од она е. У воздухот. Што е у воздухот? Прдежите мојот гравот. Бабите. Бевме на неколку погреба на сопругата моја. Знаете каков ген се таму? Прабаба и умре слепа со цигара уста на 90 и нешто години. Попрво го изгуби видото дошто на дробовите. Да, многу ми е убаво кога ги гледам оние филмови со суперхерои. Не, стај маската, Бетмен, ми го убивте татко ми убивте мајка ми го убивте дедо ми, ја ќе ви се осветам. И што се осветат? Само вака, за да се спречи да не му текне никому утре. Нема маскирани херои. Ние сме хероите. Да дадеме поддршка да вакво нешто не се случува, да дадеме поддршка овие процеси да продолжат. Да видиме какви се реакциите. А има интересни реакции на цело ово. Еве, например, Софија Куновска. Шармантната Софија Куновска, која, знаете, еден од најинстакнатите членови на СДСМ. Еве што напише. Владата заслужува честитка за расчистување со криминалот во РКМ. Да, ама има уште многу голем број на лопови на државни наши пари на слобода. Да, ама негде треба да се почне. Види, ја не правам разлика дали некој кубел за коса ја рада, или украл 100 гебапи, или украл 100 милиони. Криминалец е криминалец. Нема тоа, тој бил гладен украл. Значи, суд ќе рече, да, бил гладен, не бил од бес.
не бил да препродава, не бил за проститутки, не било за комар, за да преживее. Бабата му била болна, украл 100 кебапи да се прехрани. Ке биде казнет, ама соодветно казнет. Ама овој украл 100.000 кебапи, не може да биде исто казнет. Препродавал, па купувал дрога, па предавал дрога, па купувал проститутки, па ова, па она, па се луксузира, па правил дополнителен криминал. Да, многу потешка казна. Нели, како со оној дедото, имаше тука многу конфузија. Еден дедо му влегле кратци, ќе го убиеле него и бабата, се бранел со секира и ги убил нападјачите. Го пикнеа у затвор. Знам дека Тони Михайловски застана во одбрана човекот да биде ослободен, бидејќи во самоодбрана. Да ви кажам, дури и во сообраќај, еве, возиш и одеднаш ти паѓа човек од озгора на хауба и гине. Дали знаете дека во сите земји, па и во Македонија, ако се случи несреќа, еве саобраќајна, и погине, иако не си виновен, одлежуваш минимална казна. Многу се размислував зошто е тоа така, каква е таа правда. Невин си тотално, но се дава најблага укор казна, бидејќи се смета колку и да си невин, значи буквално ништо да не си направил, прво секогаш постои некаква можност може би нешто да се ублажи. Втора работа, ние сме примитивна средина која се уште има крвна освета. Ама јас сум невин, тој погинал тој на твоја кола, има ти да гинеш. Ако не, има твое дете да гине. Дали разбирате дека на Балканот крвната освета е добро утро? И тој нема да ти мери како судот. Вака барем заштитен си некако правно, да, ете, нема шо да му се светиш, он одлежа. Обично е тоа, преспива у затвор, си иде на работа, иде дома, се гледа со жена, дете, па вечерта ќе дојде. Тоа се отворени затвори, отворен тип, најблаги казни и така натаму. Ама тоа спречува да гневот на општеството кај примитивците преиде, бидејќи нема толку војска, полиција и таков тоталитарен систем. Се ја карикирам, нема оправдани. Мој пријател му се случува следново. Вози на Партизанска, пред многу икс години. На црвено, значи он вози зелено, му отворен. Му пресекува пат жена, која сака да претрча пред него на црвено истој. Он се обидува да ја одбегне, кочи максимално и ја удира. Жената не погинува, но е во болница. Во болница, додека се она лекува од повредите, кои не биле човечко загрозувачки, и се искомплицира работата, знаете, по болници, не знам, има разни бактерии, вируси и така натаму, и се искомплицира, и она починува во болница. Пријателот мој е човек кој нема дамка во својата кариера. Успеа, толку е скромен и многу ми е драго што успеа во животот и доби заслужено, многу повеќе од што јас имам. Значи, толку скрушено, христијански, си ја прифати казната, спиеше во затвор, идеше на работа, одржуваше семејство, цела фамилија појма немаше дека е осуден, го криеше тоа, се однесуваше, никогаш не заплака, никогаш не закука, стоички, храбро, машки, христијански, монашки, и он и сопругата без никаква траума до ден денес. Тој ми е еден од најблиските, најдобри пријатели и можам да ви кажам, бев еден од ретките кој го знаев тоа, го дознав после неколку месеци, бев шокиран и фасциниран, затоа што сум јас многу
Ја ќе кивнам, па сум плачипечка, одма кажам на тела ми. Имам операција, ногата си ја исегам, Ово е, што, мислам, може само пример да ми биде, кој никогаш нема да станам во живот. Но, фала Богу, моите деца се многу поголеми стоици од мене. Добро е што плачкарството дојде кај мене. Така да ви кажам, единствен праведен суд е само Бог. Ние можеме да ги имаме сите факти. Смртна казна во Америка се случува скоро секојдневно, ајде да речам. И не секоја држава ја има воведено или забрането. Значи, тоа е дадено каде во Соединетите Американски држави има смртна казна. И таа додека се изведе, поминуваат децени и децени и децени и многу луѓе. И покрај тоа се што укажувало дека се виновни, испаднало во последен момент да се невини. За многу со смртна казна испаднало дека се погрешно екзекутирани. И тоа е страшно. И подобро е да нема, по мене, да нема смртна казна, но да има ригорозни затворски доживотни казни без, како на пример Чарлс Менсон. Чарлс Менсон не го убија, која уби Шерон Тейт и го извади бебето од утроба и крвта негова ја прскаше по зидови. Познатото убиство на сопругата на Роман Полански, со многу теории на заговор, но никогаш не излезе од затвор. И таквиот човек, како и кај нас, имаше следбеници, жени го обожава, дека тоа било, не знам, светски заговор против него, дека он морал тоа да го... И нонсенс. Ете, тоа е тоа што имав ја да изломотам. Вие што сте искоментирале, појма немам, ќе видам, нема коментари, 5, толку е капацитетот на македонци. Тони Јосифовски вели, молим те искоментирај за убиството на кравите во Крива Паланка. Добро е, Тони, што да ти кажам, ово само македонец може. Ние збориме за убиство, за најсуровото убиство, најстрашното убиство кој сме го имале. Не знам дали сме имале вакво страшно убиство на Малата Вања. И вакво масовно труење на народ, и ке ти се јави Тони и ти вика, молим те искоментирај за убиството на кравите. Знаеш што, Тони? Не можем да ги ставам у иста штала ова дете, кое искрено верувам дека е во прегратките на Бога, по неговиот праведен суд и по молитвите наши и на нашите свети, заради низиното страдање и низината чистота. И тоа ми е најголемата сатисфакција дека ваквите луѓе, ваквите деца кои пострадуваат, го заслужуваат вечниот живот и Бога. Што ќе се донесе, не знам. Моје беше ова, да си го изломотам, да си го изедам бурекот, да ги прочитам паш коментарите на Twitter, поточно X и на Facebook, и да заклучам дека какви сме, whatever. Како да ја завршам емисија? Остајме вака у кадар да дремам 2-3 минути.
Стварно немам што да ви кажам. Нити да ви пуштам. Да, ќе си почутиме. И кога режијата ќе одлучи, fade out и ќе заврши емисијата. Не треба ни музика, ни моја одјава.